Секако дека не. Јас се разбирам неодговорноста, сите сме фокусирани овде да навистина во услови на ковид, во услови кога доаѓа сезона на грип, зимата, да некој вака несериозно ги поставува работите, но секој со својата одговорност. Прво, ако знаете, Мицкоски трчаше пред мене како председател на најголемата владеачка партија да побара ворената система. И окей, не е важно која побара, те побаравме заедно, власт и опозицијата. Председателот Пендаровски ме послуша, ги слушна аргументите, одржавме дури состаноци и ја прогласи ворената состојба. И сите следни прогласувања на ворената состојба. Знаете дека последната беше дури 7 дена на барање на опозицијата заради изборите. Немаше начин како другчие да се организираат соодветните законски датуми за одржување на изборите. И навистина сега да се изјави дека не се подржува ворената состојба, дека нема се гласа ворената состојба, е најблаго кажано неодговорно. Но системот ги има решението во себе, процедурите мора да продолжат, председателот на собранието е должен да ги достави одлуките за ворена состојба до парламентот ќе ги дискутира и на крајот ќе ги одлучува. Но не постои никаков ризик, ниту за уставни кризи, ниту за некои проблеми за поништување на било какви одлуки кои што се донесени, ниту па реверзибилност на целиот процес, односно враќање назад на целиот процес. Не постои ризик. Но големината и доблеста е која имате прв пат ваква причина како држава, како општество за ворена состојба, таа да се потврди, да ги охрабри понатаму институциите, од институцијата председател не е само председател, таму се тие правници кои што разгледувале мал милион варијанти, устав, сите како може да ги воспостават системските решенија. Сериозна е работата на сите одлуки, посебно на одлуки кои што прв пат државата ги има донесени. Еве доаѓа зима, кој знае дали ќе ни треба повторно ворена состојба или не. Кој знае дали парламентот може да се состанува или не. Никој не знаеме како. Ние треба да ги поддржуваме институции. Дали се тоа од опозиција, власт или било кој, меѓусебно солидарноста која упатуваме до тоа вечињата наши учениците денеска, до наставниците, а ние возрастните малку да покажеме поголема одговорност и солидарност. Оти верувајте, целиот свет се справува и ние се справуваме, а успеваат полесно да се справат со секој предизвик, оние кои што се солидарни, имат разбирање и ги решаваат низ диалог работа. Дали е точна информацијата дека во вторник владата заседаваше за останување на ПСР тестовите со соседните земји, поконкретно со Косово, и дека ваши министри од СДСМ не стојат на ставот дека